Добар ден, почитувани наши слушатели и гледачи на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Денес е 9 јули 2024 година. Нова ударна вест од Нимиц вели дека треба да бидеме горди на новото име. Ова на Силјановска и создала конфузија. Епа, ова е пародија. Читај тука. Ние одговорно се однесуваме кон преспанскиот договор, но председателката Силјановска Давкова не е сигурна дали Грција го прави истото. За ова не известува професор доктор Игор Јанев, и сега ќе ви дадеме, ќе споделиме со вас веста која што излезе на 4 јули оваа година во порталот express.mk. Насловот на веста е: ние одговорно се однесуваме кон преспанскиот договор, но председателката Силјановска Давкова не е сигурна дали Грција го прави истото. Барам разбирање. Го имаме преспанскиот договор. Се смени уставот. Сменивме документи и за надвор и за внатре. Дури и шахтите ги сменивме. Но кога во договорот има две страни, треба и другата страна да покаже кооперативност. Јажето има два краја и обично двајца го влечат. Ние мислам дека многу одговорно се однесуваме кон преспанскиот договор, реализиравме обврски дури и пред да истечат роковите, но не сум сигурна дека Грција тоа го стори. Таму ќе видите Скопје, Фиром, но не и Северна Македонија, рече вечерва председателката Гордана Силјановска Давкова, пишува express.mk. Во гостувањето на само интервју, таа не напомена дека тоа што го кажа Коцијас држи Грција, со оглед дека со неа го склучивме договорот. Имаше посебна обврска да ја подсетува Европската Унија дека треба да отвориме поглавја за примената на преспанскиот договор. Додаде и дека Грција или Европската Унија тврди да ја треба всушност да ја советува Бугарија, зашто се тврди дека нема преговори за историја, култура, наследство и јазик. А ние, како што рече, токму тоа го правиме во историските комисии. Во врска со тоа што на заклетвата за шеф на државата не кажа Северна Македонија, Силјановска Давкова нагласи дека не терала и наед, ниту сакала некого да нервира, туку се однесувала сократовски. Подсети и дека во изборниот законник името не е сменето, а дали грчката амбасадорка ја напуштила инаугурацијата, не забележала зашто, како што потенцира, била преокупирана со чинот и воопшто не размислувала кој е на галеријата. Името е најголемиот идентитетски знак и тоа излезе од мене. Знам што е право, но кога се пее химна, луѓето плачат. Држат раце на срце. Со името е нешто слично. Не разбирам како некои не сваќаат дека со некои нешта не може да се биде рационален, има некоја нераскинлива врска меѓу срцето и умот. И јас тоа го изговарам. Не сакам некого да нервирам, тоа е дел од мојот хабитус. Ако 60 години секогаш било Република Македонија, тоа е тоа, не дека тера минаец се однесува сократовски. Во изборниот законник името не е сменото, си пишува Република Македонија. Заклетвата е таму точно наведена, името е Република Македонија. Сакав да покажам дека придавката е придавка и дека она што е суштинско е Македонија. Сакав да се држам до преспанскиот договор, чиј член 7, став 3, објаснува кога може да се употреби името Македонија, а тогаш е логична и придавката. Може би за тоа придонесе фактот што председателот на собранието во неполни неколку минути 25 пати го употреби изразот Северна.
Не ми е јасна таа логика, рече Селјановска Давкова, укажувајќи дека во многу земји заклетвите се напишани всушност со употреба на зборот република, како во Франција, а не со името на државата. Председателката уште еднаш кажа дека не го крши Преспанскиот договор. Деновиве слушам дека мора да се почитуваат двата договора. Преспанскиот договор јас не го кршам. Во него пишува дека ние документите треба да ги смениме, ама и по отворањето на првото и другите поглавија. Кој отвара поглавие? Кој одлучува за тоа? Европската Унија, дали тоа некој го кажа? Требаше да го каже Грција. Не само што не отворивме поглавие, туку сега треба да го смениме уставот за да почнеме преговори. Во ниту еден член во договорот со Бугарија не пишува дека ние треба да го менуваме уставот. На Макрон му реков дека му е извонредна филозофската теза на ЕУ, но филозофијата не може да биде принципи и вредности. Не може да биде без принципи и вредности. Европската Унија со самите договори предвидела санкции ако некоја членка ги крши темелните вредности и принципи. Без темелни вредности нема Европска Унија како филозофија на демократија, подвлече Силјановска Давкова. Таа е децидна дека со премиерот Христијан Мицкоски не го толкуваат различно Преспанскиот договор. Во Швајцарија на средбата со Мицотакис рекла дека очекува двете земји да се однесуваат добрососедски, а изјавата на Нимиц дека треба да бидеме горди на новото име и создала конфузија. Ја слушавте програмата Во фокус со Силвана Павловска. Ви благодарам за вашето внимание. Се слушаме следниот пат. Довидување.